Младиот ракометен погон на Металург од Делчево ги продолжува подготовките за настап во регионалното надпреварување кое започнува од јануари. Подготовките започнаа од 15 септември, значи Академијата Металург стартуваше кај нас. Имаме деца, имаме машка и женска екипа која ја подготвуваме, после јануари ќе почне регионално надпреварување. Металург Академијата ќе си имаме Виница, Делчево, Берово, сите што спаѓаме под Академијата Металург ќе се направи едно регионално надпреварување и се интензивно подготвуваме овие деца да ги припремаме да бидат дел од таа надпреварувачка сезона во екипата на Металург. Иначе како што рековме, најбитно беше дека да се отвори школата, да се децата почнат да едуцират, да се дружат и да доведеме еден спортски дух како што најавивме. За тренерите на екипата најважно покрај тренингот и заедничката дружба на младите љубители на ракометот, екипата од Делчево и понатаму останува отворена за идните нови своји членови. Масовно замолувам децата кои сакаат да тренираат во екипата на Металург, нека дојдат вторник од 7:30, петок од 7 и сабота од 12 имаме тренинзи. Сите деца кои се заинтересирани да дојдат нека тренираат. Ние сега моментално нашата школа брои околу 30 деца и сме многу задоволни што имаме голем напредок за месец дена со овие деца. Го сакам спортот, ракомет. Убаво ти да тренираш? Да. Од кога започна? Па од месецот септември. Го сакам овој спорт, има успеси големи. Сакате да се надпреварувате во поголеми рамки? Кои се вашите очекувања? Па да добиеме поголеми успеси. И што сакаш да тренираш? Ракомет. И успешен си во тоа, даваш голови? Да. Од кога започна да тренираш? Од 8 септември. Кога сме кај ракометот, викендов непланиран пораз доживеа кадетките при ракометниот клуб Делчево, совладани беа од ракометниот клуб Кичево. Еден непланиран пораз од екипата на РК Кичево. Не можеме да бидеме задоволни по ваквата игра, бидејќи целото прво полувреме го одигравме на ниско ниво. Мислам дека на почетокот ги подценивме противниците, бидејќи рачунавме дека ова ни се сигурни 3 бода за висок пласман. Меѓутоа, сигурно добро е прочитале нашата игра, нашите добри страни и ги искористија во целост. Се надеваме дека во последното коло со екипата на Металург ќе изиграме една добра партија и ќе останеме повисоко на табелата. Вината за поразот тренерот Велков ја виде во слабата одбрана и неефикасната бековска линија. Вината за поразот ја гледам во недоволното ангажирање во одбраната, бидејќи тие го искористија добро нашата статичност и тука и неефикасноста на бековската двојка. Шутиравме високо, шутиравме топки кои беа лесни за фаќање на нивниот голман. Одмах следува контри и ја направија таа висока разлика од 6 гола во првото полувреме, што на крајот се покаже за недостижно. Инаку кадетките од Делчево оваа недела го играат и последниот надпревар од есенскиот дел од првенството, каде што му гостуваат на тимот на Металург.